Сега се обидуваме што пократко да говориме, но не успева. Ја ќе се обидам сега исто така да бидам брз. И ќе се обидам најверојатно на оние што не се економисти, веќе графиконите им представуваат проблем, но мораме многу кратко со неколку графикони, бидејќи така е најасно, а ќе бидат разбирливи за оние што не се економисти, да ги разобличиме ефектите на рамниот данок. Постои онаа фама дека со воведувањето на рамниот данок решени се сите економски проблеми и дека рамниот данок доведува до се подобро. Подобри резултати за раст, подобри резултати за наплата на приходите и така натаму и така натаму. И еве само неколку графикони на брзина. Значи, приходи од персонален данок, процент од бруто домашниот производ. Точно е тоа што го кажуваме дека имаме релативно мала серија. И сега овде имаме серија од 2002 до 2013-14. Но мислам дека е доволно за да ги покажеме бидејќи разликите се сосема очигледни. Овие, да ги наречам просеци кои што ги бараме во овие 4 години, 2002-2006, а потоа 2006 натаму, не се однесуваат на тоа дека тоа се различните влади, иако се поклопуваат со тие периоди, јасно не е претходна влада и која е наредна, но тука во основа зборуваме дека тоа се периоди во кои се сменил, е воведен рамниот данок од 2006 година. И кога ќе видите приходи од персонален данок како процент од бруто домашниот производ, во периодот 2002-2006 бил 2,7%, за потоа после 2006-2007 да падне на 2,1% како просек, а ја гледате целата серија како паѓа. На десно од него, повторно, приходи од персонален доход сега следени како процент од буџетските приходи. Сосема слична слика, нормално процентите се различни, разликата ја гледате, дека се од 2002 до 2006 имаме просек од над 8% во вкупните буџетски приходи, потоа имаме паѓање негде околу 7%. Приходи од данок на добивка како процент од бруто домашниот производ. Ке забележите следно, дека се од 2002 до 2006 имаме нешто понизок принос, односно нешто над 1%, од 2006 со воведување на рамниот данок, зголемувањето е нешто поголемо. Сегде имајте во предвид во сите овие, посебно на овој графикон, дека ако ги исклучите 2007 и 2008, тоа се посебни 2 години, каде што еве го и овде растот е огромен, сите наредни години, после 2008, црвената линија покажува дека имаме приход од данок на добивка понисок од просекот. И тој се движи негде под меѓу 0,5 и 1%. Само поради 2007-2008 е овој просек близок до оние од пред 2006. Приход од данок на добивка, процент од буџетските приходи, повторно иста ситуацијата или слична, нешто поголем е тука процентот, односно разликата после 2006, но повторно само заради 2007 и 2008 година, иначе приходите потоа се далеку под просекот, односно под 4% во сите години после 2008, заклучно со 2013. Годишна стапка на раст на бруто домашниот производ. Нешто со што оваа влада постојано се фали и кажува дека една од причините е рамниот данок. Еве како тој, да речеме, нормално овде не значи дека само рамниот данок има влијание на овој графикон, но го имаме периодот повторно од неговото воведување. Во период 2002-2006 просекот е над 3%, нешто под 4%, а потоа имаме просек од 2006 до 2013 под 3%. И повторно само, кога би го ваделе процентот од периодот после 2008, ситуацијата би била уште полоша, односно тој би паднал негде на 1,5, односно 2. Но поради добрите 2 години, 2007-2008, гледаме дека просекот е нешто под 3, но сепак е очигледна разликата. Овде десно, само кратко, нема да го објаснуваме, би требало многу подолго да се објаснува овој графикон, економистите ќе го разберат, сакаме да анулираме влијанието на кризата, бидејќи постојано власта кажува цело тоа е заради тоа што постоеше прво економска, па финансиска и така натаму, должничка и слично, која ќе видите со споредба со Германија, ќе забележите дека уште разликата е поголема во просечната стапка на раст на бруто домашниот производ, со анулирање на тој ефект. Како влијала на личната потрошувачка?
со многу слична разлика како и сите претходни графикони. Гледаме дека разликата во периодот од 2002 до 2006 личната потрошувачка, реалниот раст се движел со просек од над 6%. Толку растела личната потрошувачка. Со отпочнувајќи од 2006 до 2007 таа стапка на раст паѓа негде 2 или скоро 2 нешто многу ситно под тоа. Од десната страна одиме исто така раст на лична потрошувачка на Македонија во однос на Германија, значи целта е да исто го анулираме влијанието на кризата и состојбата е многу слична. Ајде да одиме на инвестициите. Инвестициите веќе не е толкава разликата и инвестициите во основни средства реален раст во проценти. Имаме во периодот пред воведување на рамниот данок околу 5 нешто проценти, потоа од 2006 до 2007 останува скоро ист. А растот на инвестиции во Македонија во однос на Германија исто ја правиме таа споредба за да пробаме да го анулираме влијанието на екстерните влијанија. Директни инвестиции процент од бруто домашниот производ. Да, тука нешто подобар резултатот. Во периодот од 2002 до 2006 просекот е негде нешто понизок од 4, во периодот од 2007 па натаму тој е околу 4%, но повторно кога забележите реалното движење на линијата, ќе видите дека се е резултат на овие 2 години, односно 2007-2008. Тука нигде не велиме дека тоа е некоја инерција од добрата политика во претходните години, но само мора да имаме во предвид дека тој раст влијае на овој просек од 2007 до 2008. Странски директни инвестиции во Македонија, како процент од странски директни инвестиции во Источна Европа, ќе видите дека просекот е скоро ист во целиот период од 2002 до 2013. И мислам тука завршуваме со графиконите, ќе одиме подоцна на нешто поинтересно можеби, но моравме да го кажеме како резултат на тоа што прави или што се резултатите на рамниот данок. Доходовната нееднаквост, она што е најдобар начин како да се измери овој Джини индекс, нема многу да говориме за него, колку е тој помал, толку нееднаквоста е помала, односно доходовната нееднаквост е помала, колку е повисок Джини индексот, тоа значи дека имаме поголема нееднаквост и ќе видите просечно, односно податоците кои што сме ги имале негде до 2010 покажува дека од 2002 до 2006 просекот е на Джини индексот е негде околу 36, се движи по 36, за потоа рапидно да порасне и да се движи негде околу 42%. И ова е интересен податок. Учество на доходот на најбогатите 1% како просек. Значи најбогатите 1% колку прибираат од вкупниот доход. И што може да кажеме? Може да кажеме дека во периодот од 2002 до 2006 тој 1% прибирал нешто помалку од 6% од вкупниот доход. За после 2006 да тој драстично порасне, гледате линијата како расте нагоре, а просекот за податоците кои што ги имаме, дека сега тој 1% прибира 1% само од граѓаните најбогати, прибираат скоро 10 нешто помалку 9 нешто проценти од доходот, вкупниот доход во државата. И сега одиме на, се надевам поинтересно, на нашите предлог решенија. Тоа се предлог решенија, што значи дека не се дефинитивни и целта е да тука предизвикаме дебата, да дебатирате со ваши нови предлози, но и да ги критикувате или одобрувате оние што ги имаме. Избравме некои од, да ги наречам, попровокативните и поинтересните. Некои ги читам целосно, морам некои прецизно за да не дојде до забуна. Значи, прво одиме со тоа дека за вкупен месечен личен доход до нивото на законски определената минимална плата, ќе се врати износот кој како персонален данок на доход претходно бил уплатен од страна на нивните работодавачи. Накратко, тоа значи дека сега некои кои што од вработените кои што имаат доход помал од минималната плата, поради законот кој што е таков дека мора да се платат полните придонеси до нивото на минимална плата, ние одиме на тоа дека тоа ќе остане така, ќе се платат придонесите, работодавачите ќе го платат тоа, но потоа е целта да лично нив им се врати таа разлика од персонален доход, од персоналниот данок, не да се враќа на работодавачите, туку директно да отиде кај нив. За
нова, за 5% од највисока годишна даночна основица ќе се воведе покрај стапката од 10% и дополнителна даночна стапка од 18% за износот на дополнителниот доход. И само тука на почетокот велиме дека на некој начин ќе ја зголемиме стапката за персоналниот доход. Прагот за тоа ќе се дефинира во апсолутен износ во 2016 година врз основа на податоците од претходната година. Понатаму, за големо множество на граѓаните ќе остане само постојната даночна стапка на персонален данок на доход од 10%. И тоа го објаснува и претходното, значи само за 5% оние најбогатите ќе имаме некоја повисока стапка, за најголем дел од граѓаните ќе остане 10%. Одеме со ова намалување на даночната основица за персонален данок на доход кои се применуваат со постојниот закон, член 10, ќе останат да бидат применливи понатаму. Тоа не се менува. И одеме за приходите на земјоделската дејност, нема да има персонален данок. Ова е најважно заради тоа што најголем дел од шпекулациите на оние кои што без да видат и без да прочитаат или злонамерно ја критикуваат визијата за Македонија, со големи букви напишано, данокот на добивка нема да ја промени постојната единствена стапка од 10% и таа останува иста. Значи, никој од бизнисмените, гледајќи од аспект, не од персонален личен аспект, туку од аспект на бизнисот и представниците на капиталот не треба никако да паѓаат на тие провокации дека доаѓа до промена на стапката на данок на добивка. Таа останува 10% и нормално со сите други ослободувања и она што ќе го кажеме во третиот столб, каде што ќе зборуваме за помош на стопанството, односно предпријатија. Стоп за регресивното одначување, ова го пишуваме со големи букви. Тука велиме дека ќе ја укинеме максималната горна граница за плаќање на придонесите на плати. Во овој момент ние имаме, иако велиме рамен данок, ние имаме регресивни стапки на данок. Односно, ако правите мала математика, за оние лица кои што земаат ниска плата, односно имаат низок доход, тука стапката оди до 35%. А поради максималната горна граница, некои кои имаат доход од 10.000 евра, тука стапката е многу пониска. И јасно имаме регресивност дека посиромашите плаќаат многу повеќе данок. Сега почнуваме со нешто што може и да се повеќе да дебатира. Или вака, повисок данок на имот за најбогатите. Тврдивме дека побогатите покрај тоа што имаат поголем приход, некој дел од нив и се побогати и тоа може да го избереме со нивниот имот. И велиме вака, даночна стапка на данок на имот за резидентен и нерезидентен недвижен имот со пазарна вредност повисока од овде сме ставиле 400.000 евра се зголемува за 0,1% поен. И мислам дека тоа е праведно, дека оние кои што имаат повеќе имот во овој момент плаќаат некој промил исто така данок и дека ова е сосема праведно да биде воведено. Даваме една од мерките со кои што велиме дека луксузот мора да биде повисоко оданечен. Ја одоравме оваа, очекувам и од вас, имам и други идеи. Но велиме вака, стапката на акцизата на патнички автомобили во вредност повисока од 40.000 евра ќе ја поставиме на 25%. Зошто? Мислиме дека средната класа не може да си дозволи се уште таков автомобил. Враќање на дел од ДДВ, ова е стапка која што одамна мерка која што одамна ја објавивме, уште пред некоја година. Реакциите беа жестоки од страна на актуелната власт и ако се сеќавате за да се тоа минимизира, беше воведена една смешна мерка, тискална на рака, стан без мака, кој што веќе сигурно не постои. Сега, исто такова ќе го ичитам збор до збор. И може да предизвика полемики. И тука имаше полемики и кај нас. Велиме вака, сакаме покрај тоа што правиме на друг начин да бидеме еднакви, да се обидеме да имаме и еднаков старт. Односно, сите што влегуваат во животот понатаму да имаат да се обидеме да имаат попривлижно еднаков старт. Ќе разгледаме можности, затоа сме окрстиле вака, затоа што реално имавме доста дилеми и дискусии. Иако некои од нас економистите немаме ништо спорно, например, со Драга.
ќе разгледа можноста да се воведе данок на наследство и подарок за примател од прв наследен ред, со исклучок на брачниот другар, доколку кумулативната вредност на имотот надминува 400.000 евра. И продолжуваме натаму, тоа е основата. Средствата целосно ќе се насочуваат во општински буџетски програми за изградба на социјални станови. Значи, децидно кажуваме дека од тие средства кои што би се собрале ќе одат таму и само таму. Даночната стапка би изнесула 1% од пазарната вредност на наследениот имот. Предност во плаќањето јавните услуги, тука велиме дека семејствата со доход над одреден износ ќе плаќаат 100% од услугата. Сега може да видите, значи, случаи во кои што во јавните државните градинки доаѓаат голем број на родители со джипови од над 100-150.000 евра и така натаму, и голем дел од многу посиромашни семејства и се изедначени во тоа колку ја плаќаат оваа јавна услуга. Ние велиме дека тоа ќе го промениме, дека семејствата со најнисок доход ќе бидат целосно ослободени од плаќање за тие јавни услуги.